Продолжуваме ние сега понатаму со следни дами имаме во студиото, меѓутоа претходно ќе погледнеме едно промо за нив. Јас само ќе ги најавам сега, ќе им кажам добро утро и добре ни дојдовте за Маријана Иловска-Златановски, менаџер за партнерски релации, и Моника Ризовска-Таневска, основач на жени во технологијата Македонија. Ќе погледнеме накратко за што се работи и ќе ве препуштам со Искра да си разговарате токму на оваа тема. Да, во ова видео всушност е ткаена, така да кажеме, целата поента на вашата организација Women in Tech Македонија, така, жените во технологијата на Македонија, така некако му дојде. Добро утро и од мене за Моника и за Маријана. Добро утро. Моника, ќе започнам со тебе од проста причина што си основач на оваа организација пред 12 години, така што ќе те навратам сега пред 12 години. Со која цел ја формираше? Што ти беше во умот кога ја формираше? Така, па, како видеото што беше символично, додека работев во едукативен центар, каде што доаѓаа студенти да се запишат на веб девелопмент, веб дизајн, сватив дека повеќето девојки кога доаѓаат, кога ќе влезат во просторија полна со момци, на некој начин има како бариера дека ова може не е за мене, иако не се ни пробува во таа технологија. И кога го видов тоа дека се случува многу често и дека тоа е реакцијата на сите девојки кога влегуваа во просторијата да влезат да видат како изгледаат часовите на тие академии, сетев дека им предложивме, направивме еден мал експеримент. Им рековме, зашто не пробате 2 недели да слушате ова предавање, ако не е за вас, секако ние може да ве префрлиме. И откако го направивме тоа, свативме дека со отварањето на перспективата на таа технологија или тоа знаење, они после тоа никој од тие девојки не се откажаа од академија, напротив продолжија и беа многу подобро дури прифатени внатре од момците и слично. Така што свативме дека можеби треба да има едно такво здружение каде што ќе има девојки кои што се иако ретки во технологија, меѓусебно ќе се подржат и ќе си покажат поголемо разбирање. И сега нашата организација не ги дискриминира момците, напротив, дури од самиот старт ние имавме и машки што беа на самото предавање, имаме дел и од основачите се момци. Ние само промовираме инклузивност. Тоа ми е битно да потенцирам, затоа што во многу наврати стварно сме имале голема помош и од момци што не се колеги и со пренесување знаења, меѓутоа и како поддршка во голем број на настани што сме ги организирале. Да, постојано ли се вели дека живееме во машки свет, да не дозволиме технолошкиот свет да остане машки, така? Да се вклучиме ние. И всушност, ако добро разбирам, главната цел на вашата организација е да им помогнете на девојките, на жените. На кој начин им помагате? И во која смисла? Овозможуваме менторство, овозможуваме нетворкинг средби, коворкинг средби, каде што било која девојките доколку започнува со различна технологија, може да контактира некоја девојка што веќе е добро запознаена со таа обучена, да речеме, и да ја пренесе знаење. Меѓутоа исто така скоро секој месец одржуваме средби онлайн работилници кои што се достапни за сите и секој може да дојде и да научи нешто повеќе за нови технологии. Денеска секој ден се отвараат нови професии во IT технологијата и едноставно сакаме да го отвориме прагот на незнаење
со цел да секоја девојка направи во еднина информиран потек за својата кариера и нормално раст. Да, може би сурово звучи, но денес да не ги владееш компјутерите, технологијата, исто како да си неписмен веќе, така? Немаме избор да и не ти се знаеме. ограничуваат Да. и сите можности. Маријана, ти подоцна се приклучи. Секако да. Вака навидум просто прашање, но претпоставувам дека имаш исцрпен одговор. Зошто? И Одлучи да се доста често приклучиш? поставувано прашање, Искра. Нешто слично како Моника. Значи, јас бев дел од тим на една приватна академија за технологија и слично како и Мони што спомна предходно, јас лично сретнував многу девојки, помлади, жени, кои што или сакаат да навлезат во тој свет, но не се сигурни како ќе се снајдат, пошто како што спомнавте предходно, нели, главно е ставот, беше барем главно ставот некаде до пандемијата дека е прилично машки свет, или пак девојки, жени, seедно, мајки се смееме исто, кои што сакаат да доживеат одредена преквалификација или доквалификација и на тој начин нели да се отворат спрема пазарот на трудот баш спрема технологијата. Така да и јас доста често гледав ги гледав тие нивни сомнежи, а од моето искуство, ова чисто за охрабрување, повторно ќе кажам дека не дискриминираме воопшто, не сме феминистки. Од моето искуство, на вистина, кога девојките, жените ќе навлезеа во тие програми на изучување, не само што беа до крај упорни да навлезат во тој свет, туку дава и одлични резултати. Секогаш, ајде да кажеме некои тие топ 3, топ 5 студенти, 3 беа девојки. Некако тој сенс за детали, мултитаскинг, што нели можам да кажам слободно дека преовладува кај нас, си ги даваше тие добри резултати кај нив. Со самото тоа што, ајде да кажам, делот од IT индустријата кај нас овозможува да сме присутни, да организираме на многу настани, нетворкинг моменти и слично, ми беше одлична можност да се запознам со Моника, со незината работа, со идејата за организацијата и сите тие работи тука веќе кога ќе ви се сврзат енергиите, идеите и се оно што сакате заедно да креирате, тоа е тоа, мечот си се случи. Ајде конкретно преку твојот пример, кој бенефит ти го имаш од приклучувањето? Ајде да кажам, Или кои бенефити, треба да прашам? бенефити, многу се бенефитите. Пред се, сакам да кажам чувството дека имаш одреден импакт. Не само врз луѓето, туку и општо на оваа индустрија како гранка тука кај нас. Со самото тоа што посебно тоа се почувствува во периодот на пандемијата. И тоа како имаше голем наплив на отворени работни позиции, што реални да бидеме, нели, тоа значи нови вработувања, само по себе си покажа колку значи побрзо да се инволвираат луѓе во светот на технологијата. Значи, повторно, ќе тргнеме од девојките, но тука јас би рекла и општо младите генерации, па конкретно за потоа и време на луѓе кои што пандемијата, се... да речеме, работењето од дома не би било возможно ако се нема познавање од технологијата. Ете така. И баш конкретно пандемијата ја кажувам како пример каде што најмногу имаше наплив на нови работни позиции, затоа што голем број странски компании основаа тука компании, автоматски се отвораа нови работни места кои што беа потребни на листите да се пополнат и тоа отвори многу можности. Потоа ќе кажам чувството да го имаш задоволството кога ќе видиш дека некој од сон си го реализирал нештото. Тука сме и ние. И ние со сите предизвици цели што си ги поставуваме, настани, што сакаме да ги реализираме во текот на годината, менторски програми, вмрежувањето. Вмрежувањето ќе го нагласам како многу битен детал. Тука се наоѓам јас. Затоа што да не е организацијата, да не се настаните кои што ги правиме, јас не би ги имала сите тие контакти, автоматски не би стигнала до сите тие ментори од кои што јас учам. Нели, се надоградуваме постојано. Напредувањето и успехот се должи на конекциите што ги имаш со правите луѓе на правото место. Ете така. Бидејќи сега преку бројки кажуваме, за да кажеме за колку сериозна организација станува збор, имате преку 4000 членови. Така, тоа е една сериозна бројка. Но на кој принцип се функционира? Тоа се волонтерски се... Да.
Така? Волонтерски, бесплатно е членството секако, секој оној кој што сака, нормално сите членови не се активни, но и пасивните, ајде ќе ги кажам во наводници, пасивните се активираат со самото приклучување на одредени настани кои што ги правиме, менторски програми кои што ги правиме и слично, така да само треба волја. Имаме ние цел еден тим кој што работи конкретно за тој онбординг, односно вклучување на новите членови. Исто како на мене што ми беше првиот разговор со Моника, каде се гледам јас дека најмногу би допринела во самата организација и колку можам да се активирам, затоа што пред се ќе кажам дека нели ова е волонтерски, и врз основа на тоа се приклучуваат. Нека со сите 4000 имаш ти лично разговарано. Во текот на овие 12 години како што постоиме, на некој начин бројката се повеќе и повеќе се зголемува. Се повеќе и повеќе девојки дознаваат за нашата организација, се приклучуваат и ние оставаме на нивна волја колку сакаат да се ангажираат, колку сакаат да напреднат, зависи од нивниот избор за развој. Она што многу се гордеваме, што спомнава Маријана, во текот на пандемијата ние не застанавме. Го активиравме онлайн учењето, едукацијата и што е на моја голема задоволство, наместо се да е централизирано во Скопје, почнавме да реагираме и во помали места, каде што вклучивме и девојки дури што заминали од Македонија, а сакаат сепак да допринесат. Започнаа со пренесување на знаења, дури имаме сега една говорничка што доаѓа посебно да не запознае и во Македонија, што немаме видено во живо. И на вистина во еден момент, бидејќи Women in Tech е дел од глобална организација со 57 земји широм целиот свет, многу е убаво чувството кога пред 2 години ние втурнувајќи се да споделиме повеќе знаење, не сакајќи на некој начин освоивме дури и глобална награда за најголемо влијание за едукација на цел свет. Затоа што предавањата не беа на англиски со цел да бидеме подостапни за сите, а и реално во IT индустријата не можеш да просперираш ако не си со телефонот ако ми го постави некој на македонски не разбира. Нешто слично. Сакам ова, бидејќи споменавте неколку пати девојки, не жени, а споменавте дека немате дискриминација во однос на полото. Се ме интересира во однос на возраст. Не дискриминираме ни за пол, ни за возраст. Најверојатно така говорност ни е полесна. Не заради вас, затоа што кај нас после да речем ние се чудиме на пример во западниот свет, да речеме, некоја жена кога на 18 години ќе запише факултет. Кај нас е тоа нешто чудно, но човек учи додека е жив. Точно. Предпоставувам дека има многу жени, сведоци сме, споменавме пандемијата, ни гостувале на многу ракотворки, кои што тогаш започнале да се бават со некоја занаечиска онлайн продажба. Затоа исто така им е нужно, но не секој го бива, нели? Не е секој талентиран за тоа. Како им помагате на оние кои што мислат дека се безнадежни случаи, а сепак и тоа како им е потребно тоа? Многу често одржуваме бесплатни предавања, дури за едукација. Сме правеле дури соработка со RoFood Македонија, каде што дури жени во подоцнежни години можат да научат нешто повеќе за дизајнирање, за промовирање, маркетинг, користење на дигитални вештини. Да, не е само технологија. Да, не е само технологија. И маркетинг. Затоа што И тоа им е потребно, се што е дигитално, така, што спаѓа под технологија. Значи се што вклучува било какво користење на дигитални алатки. Така што ние гледаме да помогнеме колку што можеме, со тоа што дури имаме случаи кај што има некој пример, некој што се запишал на стоматологија, а се решава да отиде во IT индустрија. Голем број на жени и девојки што сакаат да направат и промена на својата кариера, се секогаш добре дојдени да научат нешто ново, ги поврзуваме. Имаме многу голем број на едукативни програми кои што може да ги понудиме со цел они да се дообразуваат и слично. И сега на оние предавања што ги спомнав се отвораат перспективи, значи се гледа дали можеби некој сака да се развива во таа област и слично, меѓутоа понатаму стојат едукативни програми, менторство кои што ќе може многу подетално да им помогне на истите. И да не заборавам, она што е фасцинантно е што стварно голем број на успех имаме. Имаме многу девојки што имаат успешни приказни кај што почнале од почеток и сега веќе се во фаза кај што можат тие да бидат ментори и да пренесат свое знаење. Дали секој еден или секоја една може да се приклучи? Без разлика на искуство, на едукација предходна?
Може доволно е само Како, да... на кој начин да ви пристапи? На страната womenintech.mk имаме форма за регистрација, се пополнува формата за регистрација. По самото пополнување на регистрација, како што спомна Маријана, имаме девојки кои што онбордингот го прават. Тоа значи дека нели се поминуваат оние основни прашања што ви е целта, како може да ви помогнеме, со цел и да ги запознаеме малку подобро. Понатаму се вклучуваат во нашата заедница и се вмрежуваат и нормално им помагаме да го искусат правото искуство со цел да ги реализираат своите цели. Предпоставувам дека овие 12 години има многу настани кои што би сакала да ги издвоиш, веројатно нема да имаме време за секој еден од нив. Затоа ќе преминеме на главната причина поради која што сте овде, а тоа е втората конференција Виткон. Комедија, Виткон. Повтор пат рековме, ќе се одржи оваа сабота, но јас би предложила прво да се потсетиме како помина минатогодишната, еве додека гледаат гледачите инсерти, кои моменти вие од оваа конференција би ги издвоиле? Целата конференција, да не почнам од самата организација. Ајде ќе кажам дека оваа не е на годишно ниво најголемата конференција. Мене ми е фаворитот нормално, затоа што е конференција која што е отворена за повеќе од 300-350 учесници. Конкретно оваа година имаме повеќе од 31 говорник. Значи, опфаќаме актуелни теми кои што се нели во технологијата, бизнисот и предприемништвото. Ја поддржуваме и таа стартап култура, која што е доста, ајде да кажам, доста се разработува последниве неколку години кај нас, што е уште едно браво, нели? И е конференција каде што е одлично место да се секој да си ја најде својата тема и муабет што ќе го интересира. Повторно можност за вмрежување, повторно можност за запознавање на својот ментор, менторска програма, можеби нова работна позиција ќе излезе од сето тоа. И пред се многу дружба и многу учење, затоа што стартот на конференцијата ни е од 8:30-9 веќе регистрацијата, значи како почнуваме од 9 часот до 17 часот, имаме, можеме да кажам, повторно набиена агенда, значи покриваме теми со говорници од најразлични IT компании кои што се наши спонзори. Тука ќе ги спомнам на кратко само и Халкбанка, чисто за да покажам моја огромна благодарност за поддршката, затоа што како организација секако ни зависи. Да. Значи можност да се запознаат и на некој начин и со културата на сите тие IT компании од каде што доаѓаат сите тие говорници. Значи ќе се случува во хотел Мериот? Да, во хотел Мериот, 18 сабота, целодневна агенда. Целодневна, да. Мене ме интересува момент кој може да присуствува. Сепак не може да ги собере сите, веројатно. Така, нашите карти се продаваат преку билети МК. Имаме символична цена и за студенти во износ од 600 денари и секако за останатите вработени лица во износ од 1200 денари. Така да тие ни се отворени за продажба заклучно до петок, така да ако не се лажам. Ајде малку за самата агенда. Набиена агенда, 30 и кусур говорници. Да. Кого би издвоиле? Да речеме, се не можеме сите да ги споменеме. Кои би се вака позначајните моменти? Ајде, јас ќе ставам акценти на странските говорници, што оваа година ги имаме малца повеќе од минатата година, што навистина вреди да се слушнат. Сепак, искуството од страна е секогаш добра дојдено, посебно по делот на технологијата. Во однос на говорниците од тука се луѓе кои што се со големо искуство во областа, во делот кој што си го работат, така да не би можела некој посебно да посочам. Сметам дека нема да им дадам доволно на сите останати. Да, фер е тоа, така, но еве да речеме темите. Темите се од актуелни теми за технологијата, конкретно Artificial Intelligence, Cyber Security. Тоа сигурно вештачката интелигенција. Тоа мора да се покрие, нели? Како што кажавме претходно, значи се она што е актуелно во последните години, повторно да биде во склоп со можноста некој дополнително да се надогради или можеби да слушне нешто што потоа ќе може да го примени во сопственото работење.
повторно и оваа конференција е отворена за луѓе кои што навлегуваат во технологијата, но и луѓе кои што веќе со години се навлезени во технологијата, чисто нели да се на траката, да ги следат новитетите. Само да надополнам дека покрај 30 говорници што навистина се сериозна се бројка, квалитетни, да. Имаме дури можност да изложување на компаниите, да секој што сака да дознае нешто повеќе за компаниите, може нормално да ги контактира на лице место и да си реализира можеби пракса или работа во таа компанија. Она што многу се радуваме што ќе имаме изложби на роботчиња, дури на VR сетови. Да. Така што се радувам што секој што ќе може секој што ќе присуствува ќе има можности да ги проба VR сетовите и најновите технологии за да види како функционира AI или виртуелната реалност во денешно време. Неколку говорници дури се она што многу се радувам што имаме македонци што се со многу успешни стартапи кои што се во надвор од нашата земја, меѓутоа навистина ќе ги презентираат своите смарт научари, паметни научари кои што ги креирале самите и ќе имаме дури представници кои што имаат многу иновативни производи кои што секојдневно ги користиме, а не сме знаеле дека всушност македонски производ. Така што Мора да ни кажеш малку за тие паметни научари и мене на Слободанка и тоа како ни треба. Денеска технологијата толку напредна да можете со научари буквално да го палите, гасите светлото во зависност од емоциите. Ајде, последиците, почекајте, не важиме. Да се договориме. Да, ги детектира, дури тие научари ги детектираат вашите емоции до тој степен да може да предвидат или ви помогнат во самиот психолошки развој, значи да помогнат. Малку ме плаши мене ова, да ти кажам. Така што навистина е интересно да се чуе. Но се плашим од непознатото, нели? Да, точно. Извини, Моника, Затоа Витко на тука уствари да ги отвори перспективите, да покаже уствари колку е напредна технологијата, меѓутоа колку и може да биде практична. Ау, колку интересно. Загревте. Да. Секоја чест Така за се очудам да можам да му кажам ти седи. Да. Мощна, интересна конференција, браво, секоја чест за вас, успешни млади девојки. Јас секогаш се воодушевувам на вакви прекрасни млади Ти благодарам луѓе. многу, да. Па добро иска, тука сум ја, што се секираш? Не знам, ние младите тука седите, ви возрастните. Ние сме малку повозрастни од нив. Ви посакувам многу младешка успеси. енергија. Да, со млад, тоа е многу е важно, нели духот, исто така.